имавме интересна доцна зима, интересна пролет и еве го и летото почна, со кој што како започнува летото, ние би требало да ги финализираме активностите околу подготовка на четвртиот национален акцијски план за отворено владино партнерство. Учејќи низ искуствата од претходните години, се надевам дека овој акцијски план ги пресретне очекувањата не само на граѓанските организации, потребите на граѓанските организации, туку и невладините институции. Неретко велам дека каква промена направи отвореното владино партнерство во нашата држава е тоа што веќе немаме само реформатори или прогресивни идеи надвор од администрацијата или во граѓанскиот сектор, туку веќе имаме препознатливи личности во владините институции. И тоа успехот не би бил тука, доколку го немаме и лидерството, односно политичката поддршка за постигнување на сите оние цели кои што се поставуваат пред нас. Денеска на самиот обед го имаме заменикот министар за информатичко општество и администрација, господинот Бајдевски, генералната секретарка на Собранието Цветанка Иванова и заменик на постојната представница на UNDP Нарине Сакаркјан. На почеток би дала збор на заменикот министар да ни се обрати и да сподели негово лично искуство и негови видувања во однос на отвореното владино партнерство. Повелете. Благодарам, Гордана. Почитувана Нарине Сакаркјан, заменик постојана представничка на UNDP, почитувана господја Цветанка Иванова, генерален секретар на Собрание, почитувани представници на граѓанскиот сектор, почитувани присутни, подржувачи партнери во процесот на отворено владино партнерство, почитувани медиуми. Убаво е да се види дека интересот за заложба на владата и МИОА за отворен и транспарентен процес во креирање на политика е голем и дека постои желба и посветено заедно да работи. Македонија со пристапување на оваа глобална доброволна иницијатива се обврза и ја потврди својата заложба континуирано да се подобрува и својата работа да ја темели на отворени, транспарентни, сигурни и ефикасни владени институции. Главна цел на овој процес е континуирана комуникација и соработа со граѓаните. Поврските во поглед на транспарентноста во работењето, како и вклучувањето на граѓанските организации, представува висок приоритет во агендата на владата и на министерството. Како што и повеќе пати сум кажал досега, граѓанскиот сектор акумулира огромна креативна енергија, која ние политичарите и институциите многу ќе изгубиме доколку не ја користиме и вклучиме при носење на одлуки и креирање на нови политики. Отвореното владино партнерство се фокусира на подобрување на владината транспарентност, отчетност и отвореност кон граѓаните. Ги поврзува владата и граѓанското општество во реформите и потврдува дека владите може да бидат поефикасни само доколку отворат простор за консултации и критики со граѓаните и граѓанскиот сектор. Заложбите на владата во изминатата година се токму во тој правец, зашто се потврди и последните податоци од истражувањето поддржано од Европската унија, а спроведено од Фондацијата Метаморфозис. Владата на Република Македонија е на прво место во регионот во транспарентност и отвореност, во споредба со Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија и Црна Гора. Минатата година Македонија беше последна, на 6-то место. Ова е изворедно и служително признание за сите нас, не само за владата, туку и за граѓанските организации кои несебично и посветено работеа во партнерство со нас и во сите процеси кои ги започнавме минатата година. Насоките, добиени од вас, критиката и анализите кои вие ги правевте беа особено значајни. Оваа соработка се осликува и во четвртиот национален акцијски план за отворено владино партнерство 2018-2020 година. Со застапување и следење на принципите предвидени со процесот на отворено владино партнерство, Македонија е дел од глобалната мрежа, во која има повеќе од 70 земји, 15 локални власти. Во фокусот на оваа иницијатива е националниот акцијски план развиен во соработка со граѓанското општество, со конкретни, мерливи, обврски за отворена влада кои се оценуваат со независен механизам за известување. Акцијскиот план вклучува широк спектар на активности кои владата ќе ги преземе следните 2 години. Се со цел да се зајакнат, продолбочат и прошират напорите за напредување на транспарентноста, ефикасност и ефективност. Во него се сместени 7 приоритетни цели: пристап до информации, интегритет и добро управување, фискална транспарентност, отворени податоци, транспарентност на локално ниво, пристап до правда и климатски промени. Целта е да имаме фокусиран и конкретен акцијски план, насочен кон иновативни мерки. Акцијскиот план не е гломазен и со голем број на различни мерки и цели, за да може и имплементацијата и реализацијата на истиот да биде конкретна, мерлива и целосна. Во
создавање на овој акцијски план централно место зедоа институциите во и надвор од владата, вклучувајќи и широки консултации со министерствата и другите органи на државна управа, како и консултации со општата јавност и граѓанските организации. Овој настан представува продолжение на напорите за создавање простор за дискусија меѓу граѓанските организации и владините институции во подготвување на четвртиот акцијски план. Радува фактот што исто така за прв пат во овој процес се вклучува и Собранието на Република Македонија. Исто така, за прв пат во иницијативата за отворено владино партнерство се приклучува и градот Скопје, со заложба за отпор на Скопје. За нивниот ангажман повеќе ќе зборуваат колегите во текот на дискусијата. Тоа што ни престои е четвртиот национален акцијски план за отворено владино партнерство 2018-2020 година да биде усвоен на владина седница следниот месец, кој што ќе отпочне реална имплементација на зацртани мерки и активности. На самиот крај би сакал да се заблагодарам на сите представници на институциите и граѓанските организации кои зема активно учество во креирање на националниот акционен план за отворено владино партнерство. На крајот ви посакувам успешна дискусија и успешна заедничка работа во следните 2 години. Ви благодарам. Благодарам многу. Најавивте дека навистина имаме новитети и на оние кои за години се бават со прашање навистина е голем предизвик или голема радост. Уште минатата година, на крајот на минатата година, кога стигна решението за формирање на работна група за отворено собрание, подпишано од председателот на собранието. И радува фактот што до 2016 година имаше таква иницијатива и беше препорака на независен мониторинг механизам. Меѓутоа, во тоа време собранието не се приклучи на оваа главна иницијатива. Некако што споменав, на голема радост, оваа година во собранието со формирана работна група се отпочна со работа на акцијски план или мерки и активности кои што се однесуваат на отворен парламент. Од тука, огромно задоволство да вам збор на генералната секретарка да ги споделите вашите искуства во овој контекст. Благодарам. Добар ден на сите. Задоволство е да се присуствува денеска тука, затоа што навистина невладиниот сектор, невладините организации се четврта власт во државата. Без невладини организации тешко може да се дојде до истинското јавно мислење и тешко може да се осети што е она што е потребно и што е она што треба да се менува во една држава. Но на почетокот позволете да ве поздравам, господин Сакарјан, господин заменик министер, представници на Министерството и сите вие невладини организации. Овој втор настан е многу важен, посебно за нас како собрание, затоа што после ноември 2017 година собранието активно е вклучено во овој процес и навистина не само што сакаме, туку и правиме се отвореното владино партнерство да функционира и собранието практично да стане многу поотворено не само за невладиниот сектор, за граѓаните, за институциите, за сите граѓани во Република Македонија. Не дека до ноември 2017 година во собранието не се случувале работи кои што или не се правело за отвореност и транспарентност на собранието, но се уште има многу да се прави, затоа што бројни алатки кои што собранието ги има не се користат, бројни алатки кои што ги имат останатите парламенти се уште не ги имплементирало собранието. Тоа значи дека пред себе имаме еден амбициозен план кој што навистина во интерес на подобра функционална демократија во Македонија мора да го направиме. Оно што сакам да ви информираме дека 30 члената работна група која што беше формирана во ноември минатата година амбициозно застана за овој проект и работи. Ова отворено владино партнерство и овие заложби кои што денеска ќе ви ги презентирам се дел од стратешкиот план на Собранието на Република Македонија кој што од неодамна го донесовме. Тој стратешки план ќе важи од 2019 до 2021 година од застигливи причини, затоа што веќе 2018 веќе буџетираме за новата 2019 година. Овој период не значи дека нема ништо да преземеме на овој план, туку ќе се подготвуваме и сето она што е пред нас поставено ќе го реализираме.
Сакам да кажам дека овој проект Отворено владино партнерство е само дел од стратешкиот план на Собранието на Република Македонија, каде што има и поголем број на алатки во оваа насока, во која што всушност е целта на Отворено владино партнерство. Оваа работна група од вкупното 12 конкретни заложби се определи да работи следниот период на 4 или поточно на 3, затоа што трите заложби, две заложби заради сличноста ги споивме во едно. Првата е одговорност и отчетност, втората е информатичко-комуникацијска технологија и третата учество на граѓаните во законодавниот и надзорниот процес. По однос на првата одговорност и отчетност, прва цел ќе ни биде зајавнување на собраниските служби. Без професионални, без служби со интегритет, вие која да било институција не може да направи прогрес во своето работење и затоа во следниот период веќе сме во понапредна фаза на изготвување на нова систематизација, на пополнување на бројни празни клучни места во собраниските сектори, секако обука на собраниските служби за да можат да се фатат во костет со она што е предизвик поставено пред нив. Втората заложба е зголемување и финансиска транспарентност на собранието. Не можеме да зборуваме за транспарентно собрание дом на граѓаните ако не сме финансиски транспарентни. И до сега, ако погледнете анализите, покажуваат дека собранието е една од најтранспарентните институции во државата, но тоа е премалку, затоа што ако погледнете бројни информации кои што се однесуваат на буџетите, на јавните набавки, не се транспарентни. Ова во иднина мора да биде предизвик, затоа што ние го трошиме народниот денар, народниот буџет и граѓаните мора да знаат што се случува. Немаме објавување на завршна сметка како се потрошиле средствата, значи се тоа треба да биде предизвик во последниот период. Третата заложба е информацијско-комуникацијска технологија. Ако се погледни, можете во овој дел собранието е многу транспарентно, има добра веб страна, има алатки како што е прашајте го својот пратеник, прашајте го преседателот на собранието, но освен на формален преглед на веб страната на собранието, има Facebook, има Twitter. Сите овие работи, сите овие алатки се недоволни искористени, сите овие алатки не се применуваат од страна нити на граѓаните, нити од самите пратеници. Мора во следниот период да работиме на подобрување на сите овие алатки, за да може до собранието, до граѓаните практично да стигнат сите информации кои што произлегуваат од работењето на собранието. Собранискиот канал, вие сите знаете, добро е што подобро е од собранискиот канал е тоа што го имаме. Инаку да зборуваме дека собранискиот канал е многу добар, не е затоа што тој се занимава со просто пренесување само на пленарните седници и комисиските расправи. Имаме тенденција, имаме предизвик пред себе поставено во следниот период да го реформираме собранискиот канал, да може да биде место каде што практично не само ќе се емитуваат просто она што се случува на станите во собранието, туку тоа ќе биде место каде што ќе има дебата помеѓу пратениците од опозиција и позиција за разни клучни прашања, учество на невладин сектор, соопштување на граѓаните за одредени ставови на личности кои што се носители на законодавната власт. Овдека ќе ни треба доста поддршка секако и од меѓународниот фактор, од донаторите, затоа што ваквата реформа не бара само политичка волја, туку бара и доста финансиски средства. Мораме да го решиме, значи, статусот прво на собранискиот канал, а понатаму уредувањето на програмата на самиот собраниски канал.
И она што е многу важно за сите нас и вас, посебно за мене, затоа што јас навистина во изминативе 20 години практично многу соработувам со невладиниот сектор и научив дека вистинска одлука, која идеја која ја донесувате, треба да биде консултирана со невладиниот сектор, со граѓаните, тогаш помалку ќе сгрешите. Третиот предизвик е значи учество на граѓаните во законодавниот и надзорниот процес. Собранието прави напори во оваа насока, но се уште немаме доволна правна рамка, процедури како невладиниот сектор треба да учествува во законодавниот процес, во креирањето на одлуките и секако во да врши надзорната улога, да контролира како се спроведуваат политиките, како се спроведува законот кој што, да речеме, тие придонесле да се донесат, затоа што не е важно само да донесете закон, тоа е мртво слово на хартија, ако понатамо не се имплементира и ако понатамо не следиме кои се бенефитите и кои се слабите и јаките страни на законот. Овдека следува значи донесување или измена на деловникот, каде што ќе се зацрта процедура за начинот на кој што невладините организации ќе можат да учествуваат во законодавниот и надзорниот процес, како и за надзорните расправи, затоа што денеска учеството на невладиниот сектор зависи од добрата волја или од инвентивноста на преседател на матичното работно дело за темата која што е тангира, но тоа не е доволно. Тоа не значи транспарентност. Ова отприлика се само малиот сет на заложби за кои што ќе се залагаме следниот период. Јас очекувам ваша поддршка, затоа што без ваша поддршка ние не можеме да го направиме овај амбициозен проект и гледам времето ми истечува, за да на крајот можеме да кажеме, јас немам амбиција дека сето ова во еден мандат може да се заврши, но доволно е да почнеме чекор по чекор и да го направиме, како што викаме, ако собранието е дом на граѓаните, тогаш граѓаните нека бидат внатре во нивниот дом, да креираат политики, да донесуваат одлуки, да вршат надзор и само така можеме да кажеме дека ќе имаме функционална демократија во државата. Благодарам. Благодарам многу. Организирате неколку работи кои што се клучни, особено граѓанското друштво и институционализираната соработка. Земам дека тоа е една од главните придобивки на отвореното владино партнерство. Факт е, на претходните настани видовме дека и во рамките на акцијскиот план се креираат и имплементираат мерки, но и надвор од акцијскиот план за отворено владино партнерство, конкретно владата превзема многу активности се со цел за напредување на транспарентноста, меѓутоа убавината во целиот овој процес е што имаме партнерството, односно по креирањето, по дизајнирањето на мерките, но уште повеќе по имплементирањето. Значи во овој, да речеме, уникатен процес ги немаме само владините институции кои што учествуваат во имплементација, туку и граѓанските организации имаат главна улога во имплементирањето. Но уште една додадена вредност на овој процес е тоа што истиот може да биде поврзан со други глобални инструменти или активности. Поутаму во 2016 година Република Македонија направи еден пионерски чекор, каде што успеа мерките во акцијскиот план за отворено владино партнерство да ги поврзе со глобалните развојни цели на Обединетите нации. И тоа е еден од примерите каде што може две меѓународни иницијативи да дадат еден резултат, односно да видиме како со мерки и активности од оваа иницијатива можеме да ги постигнеме глобалните развојни цели. Не застануваме со акцијскиот план, не дека е тоа активност која што еднаш бе направила, утаму веќе може да зборуваме за воведување на традиција на поврзување на мерките и активностите на отворено владино партнерство со глобалните развојни цели. Утаму нацртата на акцијскиот план е поврзан со целта 16, партнерство под целите 3, водилот на здравството, целите 17 и 13, водилот на животната средина, што навистина радува. Од една страна вршиме промоција на нешто што или вршиме промоција на целите кои што се многу важни за општеството, зашто работењето на целите на развојните цели значи придонес на целото општество и исто така може да биде комплементарно и со европската интеграција и со собирањето, генерирањето на продуктите кои што понатаму ќе ни обезбедат
креирање на политики базирани на докази. Утука задоволство ми е да дадам збор на господјата Секрекња, која што придоаѓа од Обединетите нации, ќе може да сподели нивно искуство во делот на глобалните размери и работата која што работи. Победата. Thank you. Dear Deputy Minister, dear Secretary General, National Coordinator, dear friends and the partners from civil society, ladies and gentlemen. I'm really happy and thankful, for this opportunity to be here today and to greet on behalf of the United Nations Development Program as a partner from international community, and to have an opportunity to talk how SDGs and OGP, these two agendas, can support the advancing open, transparent and just government and society. And my apologies, I can't speak in Macedonian, so we communicate in English, and I need to not forget. Се извинувам зашто не можам да ви се обратам на македонски, ќе морам на англиски и морам да внимавам на преводот. Почитуван заменик министер, почитуван генерален секретар на Собранието, национален координатор, драги партнери, дами и господа, навистина сакам да се заблагодарам за поканата да учествувам на овој настан и да ве поздравам во име на UNDP, како представник на UNDP и како представник на меѓународната заедница која го поддржува партнерството и транспарентноста и да ја нагласам поврзаноста меѓу целите за одржлив развој на Обединетите нации и отвореното владино партнерство. In less than 5 years, the Open Government Partnership has grown from 8 founding partner governments to almost 17. So actually it became a real global movement of reformers working to make their governments more effective and responsive to citizens. The Open Government Partnership's overall agenda is very close to that of UNDP. And we both emphasize citizens' participation, responsive public services, transparency and accountability. Пред помалку од 5 години отвореното владино партнерство за помалку од 5 години отвореното владино партнерство порасна од само 8 основачки влади на речиси 70 влади учесници партнери во ова рамка. И сето тоа овозможи вистински напори за градење на транспарентност и одговорност. Поврзаноста меѓу целите за одржлив развој и отвореното владино партнерство е очигледно и ние двете го поддржуваат учеството на граѓаните, одговорните јавни служби, транспарентноста и отчетноста. In 2015, world leaders unanimously adopted the 2013 Agenda for Sustainable Development and its 17 Sustainable Development Goals. And what we see now on every continent, we see many governments and parliaments trying to incorporate the SDGs into their national strategies and visions. They are trying to set up cross-party parliamentary groupings and forge new partnerships with civil society around the SDGs. Во 2015 година светските лидери едногласно ја усвоија агендата за одржлив развој до 2030 година и низините 17 цели за одржлив развој. На секој континент, она што сега гледаме, многу влади, многу парламенти спроведуваат планови, градат планови кои што ќе ги вклучат целите за одржлив развој и ги вградуваат во своите национални визии, воспоставуваат меѓупартиски парламентарни групи и градат партнерства во рамките на своите општества во согласност со целите за одржлив развој. The role of civil society is particularly crucial for the success of the SDGs. We need open, vibrant and a safe civic space where the representative of civil society, including women and youth, can contribute effectively to building more peaceful, just and inclusive societies. Улогата на граѓанското општество е особено клучна за успехот на целите за одржлив развој. Нас ни се потребни отворени, живи и безбедни
граѓански простори во рамките на кои актерите на граѓанското општество, кои секогаш ги вклучуваат жените и младината, можат да придонесат ефективно за градењето на по-мирни, праведни и инклузивни општества. When the SDGs were first adopted, the Open Government Partnership released a joint declaration welcoming them. And in particular, as you mentioned, welcoming Goal 16. And there is no doubt that the OGP can play an important role in supporting countries to implement specifically this very important goal and its targets. Кога целите за одржлив развој за прв пат беа усвоени, отвореното владено партнерство даде заедничка изјава со која што ги поздравија истите и особено беше поздравена целта 16 кој вие самите ја спомнавте. Нема сомнеш дека отвореното владено партнерство може да игра многу важна улога во поддржувањето на земјите, во спроведувањето на оваа многу важна цел 16 и нејзините цели. We all know the Macedonian government joined the OGP in 2011, and since then you already prepared the 3 national action plans and currently working on the 4th one. Сите знаеме дека македонската влада се приклучи кон отвореното владено партнерство во 2011 година и од тогаш има подготвено 3 национални акцијски планови за отворена влада и во моментов работи на 4-та. Aiming to maximize the benefits from the OGP at the national level, the Ministry of Information, Society and Administration and UNDP embarked on the mainstreaming of SDGs in action plans. Со цел да се максимизираат бенефициите од отвореното владено партнерство на национално ниво, Министерството за информатичко општество и администрација и УНДП започнаа да работат на вклучување на целите за одржлив развој во главните текови во рамките на акцијските планови. In last 2 years, we have organized together thematic coalition building meetings and events to engage more people from civil society, from private sector and from academic cycles. Во последните 2 години заедно организиравме тематски настани за градење на коалиции кои што вклучуваат повеќе луѓе од граѓанското општество, од бизнис секторот и од научната јавност. The topics of this meeting were very diverse and wide. I mean, from transparency and accountability to freedom of information and open data, also talking about the public services. Participants were encouraged to think and propose how measures of the Open Government Partnership Action Plan may be relevant and adjust with the Agenda for Sustainable Development. Темите на овие средби беа широки и разновидни и вклучуваат транспарентност и отчетност, слобода на информација, отворени податоци и секако јавните служби. Учесниците беа охрабрени да размислуваат и да предлагаат како мерките од акцијскиот план за отворено владено партнерство може да бидат релевантни и да се прилагодат на агендата за одржлив развој. The entire process had set an example on how the OGP and SDG agendas can be harmonized with the national action plans and national policies and strategies. And for example, the OGP National Action Plan, the recent one of 2016-18, has 2 additional important commitments, which was not there thanks to this cooperation. This is on public services and on climate change. Целиот процес беше воспоставен како пример за тоа како отвореното владено партнерство, агендите на отвореното владено партнерство и на целите за одржлив развој можат да бидат усогласени со националните политики, националните акцијски планови и стратегиите. Например, националниот акцијски план 2016-2018 на отвореното владено партнерство содржи 2 дополнителни важни заложби кои што претходно не постоја, меѓутоа како резултат на овие процеси беа додадени, а се однесуваат на јавните служби и на климатските промени. The measures under the commitment of the public services focus on creating and improving conditions for social service delivery by creating models for social contracts in the areas of child protection and social services.
Мерките кои што се дел од оваа заложба за јавните услуги се фокусираат на креирање и подобрување на условите за социјалните услуги кои што се обезбедуваат преку креирање на модел за социјални договори во областите на детската заштита и социјалните услуги. The measures under the commitment of climate change focus on amending legal framework in order to be able to seek greater responsibility from the private sector, as well as to improve the availability and transparency of data around the efforts to deal with climate change. Мерките во рамките на заложбата која што се занимава со климатските промени, се фокусира на измени и дополнување на законската рамка со цел да се овозможи да се обезбеди поголема одговорност од страна на приватниот сектор, како и да се подобри достапноста и транспарентноста на податоците во врска со напорите за справување со климатските промени. Furthermore, throughout this year, UNDP has been closely working together with the Ministry of Environment on the analysis of the open data related to climate change mitigation and bringing together public and private actions to ease the reduction of harmful greenhouse gases emissions. Исто така, во текот на оваа година, УНДП тесно соработува со Министерството за животна средина, вршејќи анализи на отворените податоци поврзани со олеснувањето на климатските промени и поврзувањето на јавните и на приватните активности за олеснување и намалување на штетните емисии на стакленички гасови. As we continue discussing the OGP role in the 2013 agenda, let us also explore how all of us can come together and work even more closely on the topics and issues that are really very important for the country and for all of us. Како што продолжуваме да разговараме за улогата на отвореното владено партнерство во рамките на агендата 2030, дозволете ни да ги испитаме сите можности како сите ние можеме да работиме заедно и уште повеќе на теми и прашања кои што се важни не само за земјата, туку и за сите нас. At the end, I would like to specifically thank the Ministry of Information Society and Administration for being a really true partner and for their commitment to work with us on advancing and achieving the sustainable development goals. На крајот би сакала да се заблагодарам конкретно на Министерството за информатичко општество и администрација за тоа што се вистински партнер и да им се заблагодарам за извонената соработка во напредувањето и остварувањето на целите за одржлив развој. Thank you again for this opportunity to be here.